прашање нема да поставам, но, господине премиер, кога ќе ве слуша човек вака, може би ќе поверува дека е така. Но, јас ви укажав неколку работи кои се случуваат овие последни 4-5 дена од страна на врвот на Република. Се извинувам. Јас реагирам како човек на тоа. Јас не одам на многу, бев на гости во Бугарија со театар. Тамошните луѓе од Бугарија ми викаат: ние тебе не те разбираме, вика. Јас сум од Велес, знаете, со струмички театар. А твоите колеги ги разбираме. Само малку да се разбереме. Струмички дијалект. Дијалектот е сосема друга работа. Зборувам за нешто суштинско. Зборувам за посебноста на македонскиот народ. Каде е посебноста? За тоа зборувам. Посебноста на македонскиот народ која треба да се почитува во рамките на преговорите. Ја не се сомневам дека во преговорите се разговара за ова и двете комисии. Немам дилема дека е така. Најсигурно ви, но јас се сомневам во начинот на овие изјави кои одредени политички структури кои се од врвот ги даваат јавно за Македонија. И тоа ви ги посочив со име и со презиме. За тоа зборувам. Оти вака, ако ве слуша човек, ќе биде супер. Но, многу пати мојата интуиција ми кажувала нешто друго и јас си ја почитувам мојата интуиција. Господине премиер, се надевам дека ќе биде така. Но, во принцип, претходниот пат, кога мојата колешка Магдалена ви проговори, вие рековте, ќе треба да си простиме. Се плашам дека во оваа македонска држава нема да остане кој да се покае, а уште помалку кој да прости. Мораме да имаме достоинство, да се избориме за она што е наше, посебно, единствено и никаде во светот неповторливо. Ако тоа го заборавиме, во рамките на целата пријателска основа за која вие зборувате, и со бугарите, и со грците, ние ќе влеземе во иглени уши, како што вели големиот Митко Маџунков. И ќе се вратиме како цивковци оттаму, без ништо и без никого. Се надевам дека нема да дојдеме до тоа. Затоа на оваа говорница ви укажав на овие работи. Оти јас ви тврдам дека ниеден во оваа држава до сега такви драстични изјави нема дадено визави Каракачанов или Радев или Захариева или Ковачев и така натаму и така натаму, или Плевнелиев од вчера завчера. Ние не сме им рекле за Сан Стефанска Бугарија да не си го слава. Значи треба да имаме некакви позиции исти. Без разлика што сме помал народ. Зборувам за човечки карактеристики и за посебноста и на јазикот, и на историјата, и на она што сме, и на она како народ кој сме, и на се, буквално. И благодарам. И благодарам. Следен за поставување